Американскиот врховен суд ги блокира напорите на администрацијата на председателот Доналд Трамп во формуларот за пописот на населението во 2020 година да се додаде прашањето дали лицето кое го пополнува има американско државјанство. Противниците велат дека нема време за ревидирање, бидејќи за идната недела е закажано печатењето за пописните формулари. Веднаш по одлуката, председателот Трамп на Твитер напиша дека ги запрашал неговите адвокати дали можат да го одложат пописот без оглед на колку долго, се додека Врховниот суд не добија дополнителни информации од кои може да донесе конечна одлука за прашањето. Според федералниот закон, пописот мора да започне на 1 април до година. Може ли некој на вистина да верува дека како голема земја не можеме да прашаме дали некој е нејзин граѓанин или не, праша Трамп на Твитер, одговарајќи само во Америка. Врховниот суд не вели дека прашањето не може да биде поставено, туку оти е недоволно образложението на администрацијата на Трамп за да се направи такво нешто. Today we got a decision from the Supreme Court in our case, and I think this was largely a victory for us. Противниците на идејата велат дека додавањето на прашањето ќе одврати многумина кои немаат американско државјанство да ги пополнуваат пописните формулари, поради што би имале помала застапеност во Конгресот. Имено пописот се користи за одредување на бројот на местата на секоја сојузна држава во представничкиот дом, но и за распоредувањето на федералните фондови. Администрацијата на Трамп претходно образложи дека прашањето се додава во пописниот формулар со цел подобро спроведување на законот за право на глас, кој го штити пристапот на гласачите на малцинствата на изборите. Но Министерството за правда никогаш во 54 годишната историја на законот за право на глас не побарало поставување на прашање за државјанството.